Алармантни се податоците на Светската здравствена организација од 2014 година кои покажуваат дека дури 42 милиони деца помлади од 5 години се со прекумерна тежина, бројка што се зголемила за околу 11 милиони во изминативе 15 години. Половина од овие деца живеат во Азија, а 25% во Африка. Според организацијата, нездравата исхрана е причина за зголемениот број лица со дијабетес. Податоците покажуваат дека повеќе од 422 милиони луѓе се борат со дијабетесот, а годишно 1,5 милиони умираат како резултат на оваа болест. Конзумирањето на шеќер, вклучувајќи ги и засладените пијалоци, е еден од главните фактори за глобалниот проблем со дијабетесот и дебелината. Координаторот на одделот за превенција на незаразни болести во Светската здравствена организација вели дека оданочувањето на засладените пијалоци ќе намали конзумацијата и ќе спаси голем број на животи. Со зголемувањето на данокот ќе се зголеми и цената на пијалоците за 20%, што пропорционално би довело до намалување за 20% на потрошувачката, односно конзумирањето. Освен тоа, на тој начин можеме да ја постигнеме целта, а тоа е намалување на бројот на лица кои имаат здравствени проблеми поради дебелината и дијабетесот. Тој вели дека откако во 2014 година во Мексико цената на засладените пијалоци пораснала за 10%, потрошувачката се намалила за 6% до крајот на годината, а кај посиромашното население се намалила за 17%. Според извештајот на Светската здравствена организација, Кина се наоѓа на првото место со 43 милиони мажи и 46 милиони жени кои имаат проблем со дебелината. На второ место се Америка со 41,7 милиони мажи и 46 милиони жени кои се борат со дебелината. Светската здравствена организација препорачува луѓето да конзумираат помалку од 10% шеќери, а за повеќе здравствени придобивки конзумирањето да го намалат на 5%. Предупредуваат луѓето да бидат внимателни, бидејќи шеќерот го има насекаде. Например, една лажица кетчап содржи една лажица шеќер, а просечна количина житарки за појадок содржи околу 4 лажици шеќер.